Добро вечер за моите следни гости, не ги нарекувам последни, зашто во секој случај тоа значи дека завршува, а нема да заврши, имаме уште многу фора до референдумот и потоа. Мои вечерашни гости се Имер Исмаили, универзитетски професор на Тетовски универзитет, подолго време го немаше во јавноста, и веќе традиционалниот познавач на состојбите во регионот и на Македонија со европските центри на МОК, амбасадорот, универзитетски професор Георги Филипов. Професоре Филипов, добро вечер. Хајко доаѓате од средбата со него, меѓутоа, оно што ми остави силен впечаток е неговата прилично шегобина забелешка. Ако ви треба германски министр, дојдете да нови во Македонија. Од каде? Таквата густина на германскиот интерес. Дали е тоа проценка дека домашни политичари не ја сватија пораката на Меркел, на челичната дама во европската политика, или ја зацврстуваат пенетрацијата на интересот референдумот да успее и Македонија да се искачи на овој рит евроатлански? Не, јас мислам дека тоа предвидено претходно, не се донесени одлуките за министрите после посетата на Меркел, туку е, познавајќи начинот на работа во германската политика, тоа е сигурно планирано барем 3-4 месеци однапред. И Меркел е дојдена да даде една општа подршка од името на Германија, од името како председавач со Берлинскиот процес, како земја на една од двете земји која што чинува тоската на Европска Унија. Значи, на едно повисоко ниво во смисла и ЕУ, во смисла Германија, целосно да даде подршка. Останативе министри, министерот за Европа посебно да си го нагласи неговиот дел, Михаел Рот што беше. Сега сојузниот министер германски, Хајко Маст, кој што да го истакне значењето за во поширока смисла на германското присуство тука. Таму има една унифицираност. Двајцава, канцеларката и Рот се демохристијани, сестрински партии на Мицкоски ова. Ово е СПД, министерот. Меѓутоа, тука има јасна државничка политика. Дали нашите политичари ја разбираат таа унифицираност на државните интереси? Тоа сакав да објаснам зошто тоа така се случува. Сега ќе пристигне уште и министерката за одбрана, фон Лајен, која што исто е од ЦДУ, ама мислам дека Рот е од СПД, не е од ЦДУ. И тоа е од СПД. Исто, значи имаме двајца од СПД, двајца од ЦДУ, таа е од големата коалиција германска и секој од својот дел да го назначи интересот на Германија, со тоа и на Европска Унија, за успешност на референдумот во Република Македонија. На голема подршка, имајќи го предвид сета соработка што Германија има со Македонија, од најголем трговски партнер до гледам и најголем политички партнер. Тука фон Лајен од аспект на европските сили на НАТО, како Германија најстурена и американскиот секретар за одбрана, исто така како Америка, како водечка сила во НАТО, исто така да кажат дека овој пат со овој договор нема да биде така како со другите договори. Во таа смисла, не само Обединените нации во целост, по чија закрила се потпиша договорот, туку и истакнати држави кои што решаваат и за тоа што ќе се случи во Обединените нации, имајќи предвид дека Америка е членка на Советот за безбедност, на некој начин се гаранти за исполнување на она што е договорено. Германија со влијанието во ЕУ, Америка со влијанието во НАТО. Професор Исмаили, изгледа дека концентрацијата на странскиот фактор е кон македонскиот народ или кон македонците. За прв пат има некаква партиска, па и да речем условно некаква идеолошка конфронтација меѓу македонците. Она што албанците го научија и ние веројатно од албанците, тоа е да ги слушаш аберите на меѓународната заедница. Дали македонците, за разлика од албанците кои ја сватија поддршката на странците и во нивните права и во правата на мултиетничка Македонија за НАТО, дали македонците ја разбираат оваа поддршка? Од гледна точка на македонците, колку што гледам во последно време, толкава голема навала, да ја наречам, од меѓународниот фактор тука, тие како порака со нивното доаѓање тука покажуваат дека се
не се баш сигурни дека македонците ја разбираат поентата на сето ова. Туку се сите овие дипломати што доаѓаат тука, ни препорачуваат, на некој начин не замолуваат сето тоа кон македонските граѓани, етничките македонци, е порака дека тие не веруваат баш во сето тоа дека македонците го разбират пораката што ја пратат тие како држави, како начин на размислување, како вредности европски и американски така натаму. Кај албанците изгледа се помирно, затоа што албанците историски гледано Европа како модус вивенди и како начин на размислување, културолошки, историски, е практично нивен дел. Албанците Европа тие вредности ги чувствуваат како своји, за разлика од етничките македонци кои Европа низ историјата не го почувствувале баш како своја. Еве сега имаме како контрапродукт, како контраидеја за европски интеграции за НАТО, го има една поголема партија опозицијска која практично го игнорира таа порака што ја дава Европа, американците и НАТО. Албанците како историски гледано биле се и ќе останат врзани за Европа, заради нивната историја, практично тоа е исто како на албанците, како нација во Балканот, Европа им недостасува како нивен телески дел, како нешто што им недостасува многу години, почнувајќи од 45-та наваму. Затоа што несречно албанците 55 години се оддалечија од европските вредности, се врзуваа со исток, условно речено идеолошки, платија голема цена и го плачат се уште тоа. Со 99-та година тоа заврши. Започна една нова ера албанците како нација, не како албанци народ во Република Македонија, и тие остануваат доследни на вредностите на Европската унија, Западот во Предполагам дека до вас допираат овие, условно кажем, муабети или проценки, или новинарски и политички проценки, дека повторно албанците ќе го обезбедат цензусот и повторно албанците ќе ја донесат така речената македонска победа, нели? Но ми се чини дека за разлика од порано кога беа манипулативни нивните гласови во однос на разните претседателски кандидати и така натаму, овој пат се работи за државен интерес. Дали албанците се тој фактор кој ќе го обезбедат високиот цензус на излезеност? Албанците се составен дел од оваа држава и од ова општество. И тие имат право на одлука. Мислам, ова е моментот тие да станат свесни за својата важност. Значи, поаѓајќи нив самиот како нивен интерес и како интерес на државата во која живеат, а тоа е Република Македонија. Со тој пристап кон европските вредности, кон НАТО, Соединените американски држави, тие покажуваат за мене свест и своето ја европско, затоа што ние албанците како припаѓаат на Европа, без оглед на акцидентални, да ги наречам, историски пресврти кои беа оддалечени од тој пристап. Не се тие албанците што ќе одлучуваат. Видите, ние можеме да бидат, албанците може да бидат дел од тој цензус што го нарекуваш ти. Но да кажуваш дека албанците ќе одлучуваат и за етничките македонци дали ние ќе одиме во Европа за НАТО, дали конкретно референдумот ќе биде успешен, мислам дека е претерано. И подценување на македонското политичко јавно. Тоа е практично некоја теза која се пласира заради, да го наречам, провокативност кај македонците. Пошто мора да бидеме искрени. Колку и ние да се залагаме, теоретски групи одредени, интелектуалци и така натаму, меѓуетничките односи за 10 години наназад беа толку многу нарушени во Република Македонија, што тоа тешко може да се врати сега во нормала и ние да веруваме потполно едни на други. И тоа може да се злоупотреби и за ова време за референдум. Значи, некоја конкретна опозицијската партија ВМРО ДПМНЕ, тој гнев кон одредени луѓе, групации кои се влијателни во Република Македонија, да го пресврти во полза на тоа, на омразата кон албанците. Значи, тие ќе ни го одлучаат на судбината и тоа создава револт. Револт во смисла на неизлегување на денот на референдумот, луѓе што се неопределени
Значи, тоа е политичка многу нечесна игра кон албанците, мислам народот албанците во Република Македонија, затоа што во прв пат за овие 27 години ова биде многу битен фактор, барем за мене. После 27 години не постои ни групација кај албанците, освен некои тотални маргиналци, муџахидини, не знам, такви слични исламистички фундаменталисти кои се групации небитни во Република Македонија. 99% од сите албанци како политички организирани се за референдумот, тој да успее, и со ова покажуваат уште еднаш дека тие се составен дел од европските вредности. Но нормално заедно со етничките македонци. Филипов, кој не плаши сега? Јас не би бил толку остар и не би вовлекол вакви дискусии овој момент, затоа што мислам дека не е време, ниту е таква состојбата каква што била можеби 2001 година. Сметам дека и македонците припаѓаат на Европа, од секојаш припаѓале во Европа. Така што, без разлика на ВМРО или на СДСМ, кој за што ќе гласа припадноста кон Европа, никој не ја негира, има недоразбирања во пристапот кон таа Европа, има и недоразбирања на мал дел од сопствени интереси, на друг дел од политички интереси. Меѓутоа, сметам дека нема да дојде до ваков антагонизам меѓу на национално ниво и дека некој ќе ги злоупотреби тие. Се работи на тоа да дојде. Сега имаме уште 12 дена до тоа, ќе видиме. Нема смисла да дојде тоа, бидејќи сосема се различни условите и јас и како инженер благодарам и на овие колку ги злоупотребуваат, ама толку и се употребуваат овие медиуми со кои што ни стојат на располагање сега интернетот и ширењето на вестите. Точно е дека се шират и лажни вести брзо, меѓутоа и точно е дека брзо може да се откријат и да се негираат. Така што во ова множество од можност да се дојде до информација побрзо, мислам дека такви екстремни ситуации ќе бидат избегнати, дека ова за овие 2 недели, дека и голем дел од македонскиот народ, како и од другите народи што живеат во Македонија, ќе свати дека треба да се излезе на тој референдум и да се гласа, да се каже за или да се каже против тој референдум. Затоа што неизлегувањето на референдумот представува можност за манипулации, дури тогаш. Затоа што кој знае да каже зошто некој не излегол. Бесполезно е вие што демонстрирате и ќе кажете јас не се гледа дека не си излегол затоа што не сакаш или затоа што си бил против. Појави се и гласе против. Ако има 200.000 луѓе што се против референдумот, сигурно нема никој да го ратификува тој референдум. Меѓутоа, ако има 100.000 луѓе или 200.000 кои што се за референдумот, тогаш секој ќе прифати дека мнозинството се одлучило затоа сметам дека ова негирање, абстиненција или како ја викаат бойкотирање на референдумот е создавање дури тогаш такви можности за разни манипулации. Овие можности без разлика зрелоста на македонското ткиво да ја управува својата. Не велам дека е противуставно да не се оди на референдум. Може и некој да не оди, не сака да оди да гласа. Меѓутоа да се повикува, да се бойкотира, да се луѓе да се спречуваат да одат на глас. И не знам некој ќе не сликале сите што ќе одиме таму, па што ако не сликаат? Што мислам такви работи треба да се избегнуваат затоа што само ќе заврши тој референдум, утре ние сите пак ќе треба се гледаме да одиме на работа со нашите и кој бил за и кој бил против и кој бил за бойкотирање. Ќе треба да соработуваме и нема смисла да се форсираат овакви некои да се спомнуваат воопшто како варијанти кои што би можело да бидат. Најмалото зло ќе биде ако јас вербално го сфорсирам тоа, меѓутоа јас зборувам за реалности кои се во нашето општество. Еве вие самите кажувате дека кај етничките македонци постои надпревар да го наречам, помеѓу тоа да има успешен референдум да се гласа за или да биде против. Кај албанците ова не постои. И одредени кругови политички тоа ги нервира. Затоа што албанците 99% сега зборувам за партиите кои ги представуваат, не зборувам за обичните граѓани, тие на денот на гласање ќе го кажат своето, нели? Но како организацијски, како политички организирани, етнички, тие се го кажат своето уште од сега кога чуваат. Ние сме за референдумот и масовно ќе излеземе да гласаме за референдум. Тоа што го поставува како прашање Чиловски. Тоа ги одредени кругови во Република Македонија мора да признаеме, ги нервира. Ги нервира затоа што испаѓа дека
во наводници албанците одлучуваат за нашата етничка судбина, дали ќе се викаме вака или така, дали ќе одиме ние Европа или ќе не носат. Овој начин на размислување низ овие години барем мене ми сметал, затоа што јас верувам во некој спокојство меѓу албанците и македонците. Јас сакам да престанеме но веќе јас за морам дискутираме. научно гледано морам да ги гледам фактите и врз фактите да донесам одлуки, а не да правам пропаганда дали ќе биде позитивна или промотивна или ќе биде негувачка. Во агресијата, условно кажам, и добронамереност на меѓународниот фактор да ја стимулира македонската заедница за излезност на референдум и така натаму и да реши за евроатлантскиот курс, има навестување за седница на Уставниот суд. Има информации кои велат дека би можело да дојде до одлука привремено да се суспендира извршувањето на одлуката за референдум заради проценка на уставноста на решенијата. Моето прашање можеби навлегува во некаква фаталистички сценарија, меѓутоа ние сме научени овде да ги гледаме крајностите. Можно ли е меѓународниот фактор, тоа и на професор Докмановиќ му го поставив, да го изуми овој балкански менталитет во кој одеднаш во генералната концепција излегува некоја личност, некој орган, некоја недефинирана ситуација која не респектира ни политичка волја, ни решенија, туку фаворизира, условно кажам, нормативни решенија. Вака, Уставниот суд, не сум правник, значи би оставил на Уставниот суд, меѓутоа, како организација, како воопшто, како институција, ако постоеше некакво мислење, честно ќе беше да се каже порано. Или честно е сега, честно зборувам, не мислам во негативна смисла. Добро би било ако веќе постои тоа да се каже пред тој референдум, не после да се оценува дали има референдум или нема. Инаку, во овој систем, како и во секој друг систем, можни се интерференции на непредвидени. Има и во теоријата на хаос такви можности. Вие предвидувате се, меѓутоа се појавува нешто непредвидено. И во таков случај ќе се види стабилноста воопшто на целиот систем, на меѓународни системи, стабилноста на Република Македонија. И да се појави такво нешто, дури имаме ние и одредби во договорот, ако ги читате, ако и тоа не се случи, тогаш се враќа назад и било како и порано. Добро, ќе биде како и порано, што ќе значи тоа било како и порано и колку ќе трае тоа било како и порано? Тоа е друго прашање. Зашто за тоа гледам никој не зборува ништо. Еве, јас сакам да го поставам прашањето, иако до 30 има. Што е тоа? Не, оставете го уставниот. Што би се случило доколку референдумот, условно кажам, не успее? Кои се политичко-правните решенија кои би можело да амортизира ваков излез, условно кажам, неповолен исход на референдумот и во однос на излезноста и во однос на гласањето? Не случајно, гледачи го од агол на формално правни политички агол, ситуацијата околу референдумот, мислам дека многу интелигентно е постапено. Прво, било кој резултат од референдумот не е обврзувачки. Кога би бил таков и каков би бил тој референдум, тоа подразбира преуредување на целиот систем формално правни во Република Македонија. Кога бил за или против, тогаш постои категории на референдум. Ово е колку што пишува и во целата кампања што се прави, нели? Е советодавен, така го нарекуваат, или консултативен. Консултативен, значи овие две термина се употребуваат. Што значи двете варијанти и да биде успешен и да не биде успешен, процесуално одлуката за тоа, за промена на името, на ЕУ и НАТО, пак ќе се донесе во собранието на Република Македонија. Значи, таква е процедурата до крај. И сега, предпоставивме, еве, јас посакувам да е успешен. Ќе биде успешен. Но тука има прашање кој е легалност и легитимност. Замислете да биде неуспешен референдумот, а да одиме во процедура на... Овие категории во овој случај воопшто легалноста воопшто не постои. Добро.
Постои само легитимност, односно легалност. Легалитет и легитимитет. Легалитетот е отстранет веќе. Со самото тоа што тој не е обврзувачки. Постои само формално правна политичка категорија, тој може да биде легитимен или не може да биде легитимен. А легален тој воопшто не е, било каков резултат ќе има. И не е обврзувачки институциите да постапат по таа одлука, односно по таа одлука. Како да е одлуката, на крајот, пак целиот процес на ова што е започнато ќе заврши во собранието, затоа што уставните измени, кои се услов за Грција да го направи истото таму, уставните измени треба да се донесат со 2/3 мнозинство. Тогаш, без оглед на референдумот кој е консултативен, пак со опозицијата, со ВМРО, ДПМН, СДСМ и другите партии мора заедно да одлучуваат. Тогаш, но, ако е успешен, многу е полесен патот да дојде до промените. Ако не е успешен, тогаш се комплицираат многу повеќе работи. Тогаш тешко ќе може да помогне ни Соединените американски држави, значи ќе се комплицира работа и внатрешно. Мене ме загрижува ова внатрешното уште повеќе. Тогаш ќе имаме многу повеќе поделби од тоа што јас пред малку предпоставува дека ги имаме. Што подразбирате под неуспешен референдум? Да се гласа не. Да се гласа не или да или нема да се бойкотира. Гласа не и тоа да биде мнозински глас. Така. Да, тоа е неуспешен. Прилично Формално правно. Прилично јасна порака на незадоволство пред се разбира кај македонците. Ќе се извини, не сум правник, но барем овие се не се работи комплицирани во формална правна смисла да не може да ги разбере човекот. Практично постои формално правна категорија уставна. Значи мора 50 повеќе по еден глас да излегуваат како тело, како гласачко тело. Од тие 50 плюс 1 мнозинство мора да гласа или за или против. Значи, ако е против, да речеме 50 плюс 1, тогаш референдумот не е успешен. Ако е 50 плюс 1 за референдумот, значи, тогаш е успешен. Но, за да биде неуспешен и успешен, првиот услов е да излегуваат 50 плюс 1 од сите избирачи во Република Македонија. Во таа политичка математика ова не е многу прилично е небулозно да се тврди што би било успешно преку бројки. Многу е поважна модалитетот на пораката на изјави. Јас така би го сметал. За мене, иако извинува сепак материја за правници и за конституционалници, да, што може да ги добиеш во студио и да го елаборират многу подлабоко ова проблематика. За мене е еден референдум успешен и ако се каже не. А ако има доволна излезеност и со доволен број на гласови, тогаш формално правно, да. Формално правно и тогаш успешен. И тогаш тој сепак не е обврзувачки за парламентот, бидејќи така е направено, консултативно. Мислам дека интелигентно е направено. Многу е сугестивен за парламентот. Оти во парламентот треба да се постигне исто така 2/3 мнозинство за промена на уставот. Тогаш ќе остане се на парламентот. Тоа секогаш ќе остане на парламентот, дури и да биде со многу за или со многу не. Меѓутоа, ќе ми олесни работата на нашите делегати во парламентот, на пратениците. И затоа, од таа страна може да биде неуспешен во наводници, ако нема доволен број на да или доволен број на не. Меѓутоа, тоа се најлошо е да нема излезеност. Тогаш е неуспешна за мене, не е само референдумот. Неуспешни сме како општество. Цела идеја да излеземе и да кажеме на нешто не или да кажеме на нешто да. За мене е тоа неуспешност. Само да додавам на ова, да се поврзуваме барем идејно. Легитимно ќе биде многу тешко ВМРО ДПМН од оваа позиција, ако има успешен референдум во смисла на излегување за тоа што се вика цензус и тој цензус да биде позитивен кон референдум, да се гласа за. Тие во тој момент апсолутно го губат легитимитетот, нелегално, за тие легално може да се борат пак, легитимно го губат правото да се повикуваат на народот. Тие може после да се повикуваат само на своите идеи, идеологии и партиски. А додека трае референдумот, тие имат легитимно право да се повикуваат на народ, македонски, на сите што живеат во Македонија, затоа што
тие праќат порака за нешто што тие веруваат. И тоа е нивно право. Но кога ќе заврши референдумот, да речеме успешен, тогаш тие немаат веќе право да зборуваат во име на народот. Тука зборуваат за нивната идеологија партиска. И тогаш се добива во легалност. Значи, другата легалноста на тие што го препорачуваат од народот. Да, затоа што тие може да се повикаат се уште на тоа. Дека добро, ова референдумот покажа дека мнозинство народ во Република Македонија или граѓани се за ЕУ и за НАТО, што подразбира и промена на име. Јас сум името. свесен дека лидерот на опозицијата Мицкоски ги разбира пораките на странците кои му доаѓаат, без обзира што на одреден начин тоа му го јакне кредибилитетот. Денес Европа, мислам, Хан беше многу нетипична. Да бидеме искрени, вие сте дипломат и вие го знаете многу подобро од мене тоа. Ама многу беше нетипично директно влиза да му кажеш некому немој да се играш со емоциите политички на твојот народ. Ова беше пораката на Ханот директно во средба са. Тога што треба да ти каже повеќе? Ако нешто може да се научи од ова посета на Да, не знам што може друго да се научи. Министер и на сојузната канцеларка е тоа дека ние делуваме така, не сме само ние, целиот југ на Европа, делува така и шпанци, италијанци, па балканци, да не зборуваме посебно. Ние имаме малку полесно зашто се една или две нации на крај, ние сме многу нации на Балканот и уште е посложена ситуацијата. Не дека не знаат германците да делуваат и со емоции, да зборуваат и за духовност, и за филозофија, и за се. Меѓутоа, имаат една одлика која ќе дојде реална ситуација, тие гледаат реалната ситуација и действуваат во моментот. Тоа го прават сега и со овие дипломатски посети. Хајко Мас не дојде само кај нас, министр на тој беше во Романија сега, од Романија дојде овде. Романија е следната председавач на Европска унија, сега е Австрија. Предходно Меркелка имаше средба со беше Себастијан Курц во пред 3 дена во Германија. Мас оди во Романија, кој што ќе биде следниот председавач. Практиката е во тројки да работа, значи предходниот председавач, сегашниот и идниот. И така се по еден нов влегува во циклусот. Од тука, од Романија тој дојде кај нас. Од кај нас ќе оди во Грција и во Албанија уште. Во Грција се среќава со Павлопулос, значи со председателот, се среќава со Кодзијас и се среќава со Мицотакис. Значи со сите три најрелевантни представници, овој што треба да го потпише указот за договорот, оти треба во февруари по редот на возење на договорот да го ратификува и Грција. Јас мислам дека тоа е уште еднаш ова, не толку дека меѓународната заедница доаѓа кај нас заради да не присили затоа што ние не сме свесни, туку за да не убеди дека овој пат варијантата Грција да не го почитува договорот како ќе се потпише, како што се случи 95-та, нема да се случи. Сега им се кажува отворено, затоа што, меѓутоа, ние тоа не го гледаме на писмено, верувам што се случува позади вратите која се дискутира со нив. 10 години траеше спасување на Грција, заврши последни пред 10 дена со последната транша на пари. Грција случајно се деси 2008 година таа криза, баш после тој Букуреш и така натаму, меѓутоа не беше лесно овие 10 години. На некој начин да се потсетат сите чинители во овој процес на решавање на овој децениски проблем во Европа, дека овој проблем треба да се затвори, зашто Европа има многу поважни работи отколку и поризични работи што се случуваат на светско ниво. Зашто гледаме Америка вика first сака да биде, Кина сака first, Раша сака first, само Америка што вика Хајко Мас сака да биде United, а не first. Што многу ми се допадна таа негова изјава и тоа е една порака и од американска страна и од европска страна дека овој пат она што ќе се потпише мора да се почитува. Иако постојат одредби, ако едната страна не почитува тоа што се враќа на првобитната состојба. Што нема да се случи. Првобитната состојба ја знаеме каква е, дали нешто може подобро се извади од дали постои реална опасност. Паралелно со ова агресивно присуство на американците и на Берлин и така натаму, во процеси да се одива една
преговарачка солуција меѓу Трамп и Тачи за, условно кажам, некаква размена на територии меѓу Белград и Приштина. Тоа наидува на отпори и во Приштина, пред се, но наидува и на отпори и на Берлин. Но кога американците на основен начин ќе дадат некаков пас, колку тоа отварање на добронамерноста на размената на територии ја отвара пандорината кутија во која не се знае како ќе заврши тоа. Ете, мислам дека се отвори ова дебата со тие декларации, односно изјави на председателот на Косово, господинот Тачи. И од самите луѓе што живеат во Косово, мислам и политички, па и државнички, имаше оштри реакции околу таа идеја. Конкретен пример, председателот на владата е апсолутно против таква идеја. Што значи ова барем за албанската нација во Балкан, конкретно во Косово, колку што можам да ги знам приликите таму. Господин Тачи практично ја започна ова премногу лично, цета ова кампања. Нему, колку што можам да разберам од опозицијата во Косово, сепак меѓународната заедница за правосудство, не знам како да нарекуваат тие таму, може би ќе одговара за нешто во тој процес од 99-та на. Тој изјави дека кога почна, значи зборуваше во лично име, зашто го кажувам ова? Значи не треба да се драматизира се тоа многу, создава некој дефетизам во Република Македонија и ги плаши луѓето. Добро, има стара Рома некоја која тој сам ова не го кажал. Во ова сум сигурен. Значи тој не е толку луд, толку или храбар, таа идеја да го фрли тако. Тој има некој што му препорачал да го фрли како идеја. Но на крајот што кажа во сите овие изјави негови, на крајот, ова е многу битно за мене и мислам за публиката вечера. Вика, било каков договор да се направи помеѓу Косово и јас како председател на Косово и Србија, тој договор е ништавен ако во него не се вклучуваат Соединените американски држави, НАТО и Европската унија. Значи, практично, тој си зема некоја одговорност за нешто, некој решење кое и таму веќе многу долго трае околу Косово, мислам помеѓу релации Приштина и Белград, но на крајот вика дека тоа не може да се реализира ако за тоа не се слагат американците, европејците и НАТО. Што подразбира дека тој целата идеја, иако е многу лична негова, сака покритие. И па и не може поинаку. Така е, точно. Видите, дали е тоа 99-та, мислите дека господин Тачи заборавил кој го ослободи Косово? Да, точно. Би бил премногу неодговорен политичар, за да излегува со такви тези, ама тој да биде барактарот на ТТО. Не може. Не верувам дека тоа може да биде. Затоа, мислам, јас релативно го разбирам се тоа што доаѓа од Косово, затоа што и на крајот на крајот тие немаат моќ да го реализираат сами тоа, без меѓународниот фактор. Тоа нема моќ ништо сами да направиме и ние во Република Македонија. Мора да признаеме дека се глобализира светот. Имаме амбасадор, тоа е многу подобро ги знае приликите. Ние сме сепак многу мали играчи во овој глобален свет што можеме да донесеме. Контра принципите на Европа. Европа завршија размените на територии. Дури и во Европа познава и размени на народи. Ние знаеме што се случуваше размена Грција-Бугарија на народи, размена Турција-Грција. Па колку болно е, а не па размена на територии. Ние не сме швеđани или норвежани. Ама Европа го бара тоа. Во Европа државите не се еднонационални. Освен во соседството Грција, која што вели дека само една нација. Ама тие дали е така? Дали е тоа е друго. Дури ни овој договор не вели дека науката ќе продолжи да се истражува. Научните докази, испитување на историјата ќе се продолжат како и што се, и не знам што ќе заклучи таа наука, историја, бидејќи тоа е така една малце наука што тешко се дефинира. Европските придобивки секој човек во Европа да се чувствува на своје каде и да е.
во Европска унија. И тоа да Ние го присуствува како во свој. еден Луксембург кој што нема ни 500.000 жители, имаме 4 јазици и не знам колку нации, па не му пречи да биде со највисок GDP во Европа. Имам една... Америка има друг принцип. Нема етноси, има една нација, United States of America, секој што ќе дојде таму е американец и готово. Тие, затоа сметам дека можеби, иако можеби се залажувам, немаат доволно разбирање за европската реалност во која што нациите полека во таков вид за да служат како елемент на раздор, полека исчезнуваат, туку тие ќе служат само како елемент на збогатување шароликоста на Европа. Добро, поштовани гледачи, следите разговор со професорите Имер Исмаили и Георги Филипов и амбасадор наш во Германија и во Австрија. Режија, дали имаме уште некој блок ЕПП или да го завршим разговорот? Да, уште 12 минути, а за 12 минути да го всадиме чувството на луѓето кои треба да решаваат. А тоа е, нивно е демократско право на граѓаните да се изјаснат и нивна е волјата која политичарите треба да ја трансферираат. Но способноста на политичарот е да ја перципира целокупната ризичност во донесувањето на државнички одлуки. Ако е тоа така, дали ние после референдумот со предпоставка и со веројатност дека ќе биде успешни, дека ќе влеземе во фаза на ефектуирање на договорот, можеме на граѓаните им кажеме каде ви е местото и динамиката за НАТО и за ЕУ. Дали нема да навлеземе во една нова фаза на дефетизам, еве што се направивме, а повторно сме пред вратите на НАТО, уште долго ќе почнеме да чекаме, без обзира што Хан вели, од утре почнува скрининг процесот и така натаму. Дали ние не им веруваме се уште на овие меѓународни политики со нашиот синдром на тоа дека меѓународната заедница повторно ќе се поигра со Македонија? Амбасадоре, кои се принципите да ги разубедиме? Меѓународна заедница, рековме, има и многу поголеми задачи отколку тоа да се игра со Македонија во моментот. Иако тоа така изгледа сега, не се игра. Така изгледа дека ние сме центарот на светот моментално. Меѓутоа, ако ги гледате нивните весници, нивните снимки, нивните телевизии, овие сите доаѓања таму не заземаат некое место. Воопшто дури не се ни спомнува дека Хејко Мас е во Македонија, да речеме. Не се ни спомнува на ЦТФ или на АРД, отворете телевизија, не го ни кажуваат, можеби тоа. Значи, освен ако не е руската пенетрација на Балканот и во Македонија. Ние, тоа што си го мислиме за нас, секојаш не е точно и добро е што вика Исмаили, секоја работа треба да се верификува од меѓународната заедница, дури и нашето постоење, дури постоење на секоја држава. Инаку секој ќе прогласува држави сам по себе. Тоа исто како да си дипломирате, а не сте бранеле никаде дипломска. Нели? Ќе си прогласам ја дека сум држава. Ама да прогласите дека сте држава, треба некој да ви признае дека сте држава. Ние еве 30 години прогласивме, па се уште имаме недопризнаени сме до крај. До крај. Прво од соседите. Вие ако не ви се расчистени нивите со соседите, што останало што ве признал некој не знам таму каде. Сметам дека ова доаѓање нивно е баш токму на тоа зашто го разбрале тие тој наш синдром дека ние се плашиме пошто сме мал народ и новодемократски, со многу кустаж во демократијата, 30 на години не се ништо тоа во таква демократија како Европа што навикнала, да не уведат дека сега е таја гарант, односно овие главни сили. Ние можеби прв пат сме прашале пред да повлечеме некој потез. Да го направиле тоа и Гоце Делчев и Никола Карев, кога крева Илинденско востание, можеби исходот ќе беше поинаков. Меѓутоа тие не обезбедија ниту една сила голема да застане за Илинденското востание, ама ниту една. Затоа и тоа не успеало. Затоа и многу други работи не успеваат ако не се обезбеди поддршка од поширока меѓународна јавност. Овдека сега ја имаме и сега ние треба да одлучиме. Ја мислам тие повеќе ќе ценат дури да се излезе на референдум и да се каже не, отколку да се бойкотира референдумот. Тогаш ќе кажат, барем демократија признаваат,
демократско право беше, луѓето не сакаат, окей, може би имаат подобар начин како ќе ги спроведат нивните идеи за развој на тамошен. Понекогаш Сметам дека значи за тајмингот на настаните, нели во февруар би требало грчката страна да ја ратификува, доколку овдека помине како што се надева партијата, односно власта, дека ќе помине се во ред, референдумот ќе биде успешен како што велите и дека ќе дојде до промена на уставот, тогаш грчката страна ќе мора да го ратификува и веднаш ќе почнат да се одвијат гласања во парламентите за членство во НАТО. Тоа некаде за една година отприлика завршува, а почнува скринингот уште утре, ако не е почнат, ако не е ратификуван овој договорот. Меѓутоа, ќе си траат тие преговори и јас предвидувам барем едно 4-5 години. Трите комисии што ќе се формираат овде, ќе се формира една интернационална комисија за историските факти, усогласување на учебниците. Грешка е дека некој вела дека македонските учебници само ќе бидат променети. Нема само македонски да бидат променети. Се гледаат и грчките учебници по историја и македонските. Реципроцитет. И се усогласува каква ќе биде вистината и што ќе им се предава на децата. Збориме за историја. Почитувам како наука, како поем, ама грчката историја, бугарската историја, српската различни од македонската и обратно, сите меѓу себе различни. Дел од македонската јавност уопште не е упатена дека Германија и сојузниците, пред се Франција, променија цели системи. Точно е, тоа го направија, значи во образовниот систем, на терминологијата. Вака да вика. И денеска има така наречена Вајмарска група, Полска, Франција, Германија. Многу внимаваат на историските факти кои ќе се пласираат во учебници. Мора да се одобрат од трите страни дека да, тоа се десило така и така. И согласни сме и студентите во Полска, и студентите во Франција, и студентите во Германија, така ќе учат. И така се добива унитарност. Така се замислува ова соработка кај нас. Не е дека сега во нашите учебници се ќе промениме, а во грчките ќе останало исто. Не, па во грчките учебници немаат сосед. Ако погледнете во нивните учебници, нема држава над нив. И тоа ќе биде променето. Сега ќе има држава. Истото имаме и група за географските ознаки и за интелектуалната собственост. Таа е меѓународна група од експерти од Светска организација за стандардизација, Светска организација за интелектуалната собственост, од наши експерти и грчки експерти, кои што ќе ги договараат, кај што ќе има двосмисленост во имињата на компании, на фирми, на марки, на географски индикации, а такви ви се околу 7.500 предмети. Значи таа група ќе има работа доста, едно 3-4 години да го решава. И на крајот е група меѓувладина, трета, која што еднаш годишно ќе се состанува да види што работеле другите групи и да одобрува дека од наредната година ќе се помине на тоа. Чудотворна формулација, бидејќи ќе се работи за брендирање на Македонија како трговска трейдмарка и така натаму. На крајот на крајштата кога тоа ќе стане, дали е Македонија од Грција или Македонија од Северна Македонија, тој што ќе пие вино ќе разбере дека е за Македонија. Многу по-ирелевантно дали е грчка или македонска. Нашите се изјаснија за. Јас бев на таа средба во комора, нарочно винарите, зашто сметат сега дека конечно ќе си имат географска ознака на нивните вина, ќе може да ги продават и во Грција. Да. Јас велам дека се нашите подобри, па ќе биде подобро да се распознаваат од кај се. Освен новинарите, само амбасадорите зборуваат повеќе. Не, те разберам. Прашањето беше за... Прашањето беше што не очекува, имаат ли граѓаните што ќе гласаат, сигурност дека нема да бидат изневерени во одлуката која носат, дека треба да се гласа за спогодбата и така натаму, а при тоа повторно да сме пред искушенијата на јаловост. Јас имам, барем за мене, постои разлика во перцепцијата на ова што како дилемата го поставуваш со право како прашање. Да, Македонија 27 години и 8 на некој начин била во одредени сегмент изневерена. И како држава и како народи внатре. Но таа изневереност не доаѓала од Европа, а од Америка. Тоа најмногу ни го дадоа нашите луѓе тука. Македонскиот граѓанин многу е повеќе изневерен од самите чинители политички и државни тука, од што е од Европа. Го анализирав начинот на вокабуларот, терминологијата кои го употребуваат
Дипломати, не зборувам за дипломати кои нормално многу да биде многу внимателни се во терминологија што употребуваат. Пораката што ја пуштат е со почит кон сите граѓани на Република Македонија. Овие нашиве имам чувство дека не прецептираат како да сме ние инфантилни. Како сме, не знам, толку beginners, луѓе што не разбираме, што треба тие да не водат. Ние сме на некој вид во наводници индијанци, а тие се поглавиците што треба да... Ова е навреда за секој народ. Еве, гледај ги начинот пораката што ни ја пуштат, како ние ништо не знаеме, па сега ние не ги разбираме затоа што си на многу поголем ниво, а ние сме толку инфантилни. Тие на некој начин го навредуваат самите себе, пошто тие се дел од нас, од тоа општество. И треба крајно е време да почнуваат да се самопочитуваат. Видиш, Омовски, ако немаш самопочит, не очекувај никој да има почит кон тебе. Добро. Ние треба да почнеме да се самопочитуваме како држава, како луѓе, како албанци, како македонски, па после да почнеме да почитуваат други, што видиш што правиме внатре. Како да не почитувате, молам, кога ние покажуваме крајна непочит кон самите себе. Ишмили, ти благодарам што излегуваш на јавна сцена по подолго време. Ти благодарам тебе што ми даде можност да излегам. Се поистоветија, професорот Филипов е традиционално присутен во медиумите, е прилично јасно ги перципира овие дипломатски активности па и сомневање за некакви грани. Поштовани гледачи, ова е приближно се во отворената контактна програма Студио 1 на новата телевизија 1, на телевизија 1. Почнаме во 11, завршуваме во 22. Продефилира прилично актуелни ликови и настани од Сашо Гигов Гиш за овој обид за негова стигматизација како уметник затоа што се појавил на нов спот, да речем, на СДСМ. Потоа ја чувме пораката на еден хрватски политичар Ранко Остојич, кој вели дека државник се станува ако политичарот знае што е компромис. Па потоа разговори со Игор Христов и Божидар Кочовски, едниот лекар, другиот IT инженер, за страва дека Македонија може да остане без овие дефицитарни кадри и на светската сцена. Со Мишо Догмановиќ, университетскиот професор за американската сигурност и интерес за балканската стабилност, и на крај моите вечерашни гости Имер Исмаили и Георги Филипов. Тоа беше се. Утре сте со Ацо Кабранов и Боријан Овановски, а мислам дека за неколку минути стартува последното издание на вестите на телевизија 1. Пријатна вечер од мене и довидување до наредниот вторник.